Благодарам. Благодарам на сите. Почитувани делегати, драги другарки и другари, почитувани сопартици, благодарам. Благодарам на големата поддршка што ми ја дадовте на овој наш 22 конгрес и ја добив огромната чест да продолжам да ја водам не било која партија. Социјал-демократскиот сојуз на Македонија. Ова поддршка за мене е обврска. Обврска пред вас, членовите и поддржувачите на Социјал-демократскиот сојуз на Македонија, но и голема обврска пред граѓаните кои дадоа доверба на СДСМ да ја предводи новата реформска влада. Ке продолжам да работам со уште поголема одлучност и со уште поголема верба дека можеме да создадеме сегашност за сите и можеме да изградиме иднина за сите во нашата држава, Република Македонија. Сите заедно ќе го направиме тоа, независно од различностите. Македонци, албанци, турци, срби, роми, бошнаци, власи и другите. Како што се досега направивме заедно и ги отворивме на Македонија прозорците кон светот. Таа светлина денеска го осветлува нашиот заеднички пат, единствениот пат до успехот. Пред нас е долг пат. Барам од вас да имате трпение и да продолжите да верувате. Ке работиме темелно, ке работиме посветено и ке обезбедиме општество на среќни луѓе, на насмеани граѓани и на спокојни семејства. Тоа ќе биде општество на вредности, општество на еднакви шанси. Тоа ќе биде унитарна држава, која што достоинствено чекори по патот на прогресот и развојот, водејќи се од демократските вредности и од човековите слободи и права. Тоа е патот до Европската унија и НАТО, таму каде што ни е местото, меѓу граѓаните и државите од демократскиот цивилизиран свет. Тенденциите во светот покажуваат дека на чело на државите застануваат луѓе кои не се затруени од минатото, од омразата и нетрепаливоста, туку луѓе кои гледаат кон иднината со почит и толеранција кон другите околу нив. Зошто, што е светот ако не богатство на различности? Што е Македонија? Што е нашето семејство? Што сме самите ние, ако не богатство од различности? Република Македонија има со што да се гордее. Граѓаните на Македонија со пенкало срушија режим и се на чекор на формирање своја реформска европска влада. Со политичари за кои вредностите не се идеја, туку се обврска. Луѓе кои се подготвени да градат мостови во Македонија, меѓу Македонија и соседите, меѓу Македонија и светот. Направивме многу, ќе направиме уште повеќе. Подготвен сум да водам на тој пат. Го имате мојот збор. Уште од оваа вечер подгответе се за патувањето наречено живот. Да го донесеме животот во Македонија за сите.